Гостин во вестите на Канал Мис е директорот на Центарот за јавно здравје од Струмица. Директор, ева и една најава до сите наши гледачи и гледачите од целиот југоисточен регион, дека од утре започнуваме со вакцинацијата. Најпрво започнуваме со комерцијалните вакцини, а потоа и бесплатните. Колку како бројка имаме оваа година во Струмичкиот Центар за јавно здравје и кои групи ќе бидат опфатени? Значи, од утре 19 ноември во ИЗУ Центар за јавно здравје Струмица ќе се отпочне со вакцинирање против сезонски грип 2019-2020 година и тоа ќе се отпочне со вакцинирање само со комерцијални вакцини. Комерцијалните вакцини кои што ќе бидат употребувани за таа намена се од производителот Sanofi Pasteur, односно од Франција, и за таа цел се планирани 900 вакцини со цена од 650 денари. Во исто време би сакал да ги информирам граѓаните дека Министерството за здравство, како и лани, обезбеди 27.000 вакцини кои што ќе се аплицираат бесплатно на соодветните групи и тоа на лица, на сите лица што се над 65 години, потоа на хроничните болни, на децата од 6 месеци до 5 години, на бремените жени и на сите здравствени работници. За таа цел, сите лица кои што се заинтересирани да бидат вакцинирани бесплатно, мора тоа да го пријават преку своите матични лекари, односно преку системот Мој термин. За сега не се стигнати бесплатните вакцини, меѓутоа спрема информациите од Министерство за здравство, тие ќе стигнат за неколку дена. Значи скоро ќе бидат, така да во исто време ќе почнеме и со вакцинирањето на вакцини кои што се бесплатни. Минатата година имаше навистина голем интерес од страна на граѓаните за бесплатната вакцина. Има ли и каков ќе биде оваа година интересот, секако времето би ќе покаже, но има ли веројатност бројката од 1700 вакцини бесплатни да се зголеми во текот на процесот додека и трае вакцинацијата? Значи, ние сме во постојан контакт со Министерство за здравство и во постојан контакт сме сите директори на центрите за јавно здравје, така да мислам дека овие или до 700 бесплатни и 900 комерцијални вакцини ќе бидат сосема доволни, но во секој случај, доколку има потреба, имаме можности да имаме префрлување на вакцини како од Министерството за здравство, така и меѓу посебните центри за јавно здравје. Така да мислам дека бројката што ја имаме одредено ќе биде доволна за подрачите што го покрива овој Центар за јавно здравје.